категоријата активен член. И активните членови ја сочинуваат срцевината, јадрото на здруженијето. Тие се тие што го градат знакот за квалитет, тие се тие што решаваат за стратегијата на здруженијето, за активностите на здруженијето и го водат здруженијето напред. Значи, тоа е најважната категорија членство во здруженијето. Потоа има две категории придружен член. Едната се однесува на придружни членови физички лица. Се извинувам, активен член може да биде само физичко лице, не може да биде правно лице. Во категоријата придружен член физичко лице можат да членуваат кандидати за активен член, преведувачи кои што која било причина не сакаат да бидат активни членови, предпочитаат да бидат придружни членови, лектори, терминолози, уредници, членови на други професии кои што на некој начин учествуваат во процесот на преведување и едноставно се пријатели на нашата професија и сакаат да го поддржат здруженијето, значи тој во принцип може да биде придружен член. Потоа имаме придружен член, категорија придружен член, резервирана за агенции за преведување, где нас нема во тоа да навлегувам. И имаме две категории за правни лица, едната е за образовни институции, научни истражувачки институции, другата е од очигледни причини, не сакаме да соработуваме со нив, заеднички да напредуваме. И другата категорија е категоријата трговски друштва, односно компании кои што, да речеме, имаат оддел за преведување во својата организација или многу работат со преведувачи, кои што на некој начин сакаат да им овозможат на своите преведувачи да се унапредуваат. Следната категорија е студент. Секој студент може да стане член на нашето здружение и оваа категорија може да се користи најмногу 4 години. Имаме две почесни категории, доживотен член и почесен член. Почесни членови на нашето здружение во овој момент се Маргарет Рид и Греам Рид. Претпоставувам на повеќето од вас се познат. Сигурна сум дека ќе имате прашања околу членството повеќе, меѓутоа тоа ќе го оставиме за вториот дел од денешната средба, за прашања и одговори, да не навлегувам многу сега во тоа, за да ја завршам побрзо презентацијата и да имаме можност за разговор.